Првите македонски државјани кои се евакуираат од Израел вечерва пристигнуваат во Скопје. На Скопскиот аеродром е колешката Катерина Нешкова. Ја вклучуваме во живо во овие вести. Катерина, дали владиниот авион со кој што се евакуираат македонските државјани веќе пристигна? Деспина, за сега се уште не се пристигнати, но тоа треба да се случи според најавите во секој момент. Очекуваме да слета владиниот авион кој што од Египет всушност ги пренесуваше 8 македонски државјани кои што побара итна евакуација од Тел Авив. Тие има патешествие, всушност рутата по која што се движа тргна од Тел Авив, а завршија во Египет, од каде што и беа практично евакуирани во организација на македонската влада. Еве всушност како се одвиваше целата организација. Последно јањето на безбедносната точка, односно безбедносно место од каде можат да се излечат истите, авионот полета во 15 часот, би требало да стигне некаде во 17:30 во Египет, каде што имаме 4 возрастни лица, 3 деца и 1 бебе, кои би требало по она што чекаме дозвола од Египет да полетаат некаде 18:40 од Египет према Македонија, практично некаде околу 21 часот луѓето би слетале назад во Македонија. Катерина, како што претходно информира од Министерството за надворешни работи, 20 на лица побарале евакуација од војните жаришта. Дали ова ќе значи дека ќе има и нови евакуации во следните денови? Така е, Деспина, 28 лица првично по почетокот на конфликтот помеѓу Израел и Иран пред 5 дена побара да бидат вратени во матичната држава. Сепак само 8 од нив утринава решиле да се вратат, додека останатите ќе гледаат како ќе се одвива целата ситуација во Египет, во Израел, со тоа што македонската влада секако дека ќе биде спремна и за нови евакуација, имајќи предвид дека се очекува ескалација на ситуацијата на Блискиот Исток, особено по вечерните одлуки на американскиот претседател Трамп за тоа како ќе действува и дали директно ќе се вклучи Америка во сето ова. Како што велат од МНР, во постојана комуникација со останатите 20 кои биле пријавени дека сакаат првично да се вратат, но решиле да останат се додека не се воспостави редовен авионски сообраќај од Тел Авив кон Македонија. Инаку македонската амбасада во Тел Авив се наоѓа на безбедна локација и засега не се планира да се направи евакуација евентуално на дипломатите од ДКП-та таму. До овој момент пак немаме информација за тоа дали македонски државјани побарале некаква евакуација од Иран или пак некаква помош. Се очекува и во наредните денови и оттаму да стигнат првите информации. Како што кажа, во исчекување сме на 8 македонски државјани тука на Скопскиот аеродром, кои што треба да слетаат од Египет со владиниот авион, а кои што побарале итна евакуација утринава од Тел Авив. Катерина Нешкова, ти благодарам за овие информации. Секако стануваш на терен, но повеќе пренесуваме и во вестите во 23.